Слаба фреквенција на патници и моторни возила на граничниот премин Богородице на македонско-грчката граница. За периодот од 6 до 13 часот во текот на денешниот ден, државата ја напуштија 383 македонски државјани. Министерството за внатрешни работи уште еднаш упати апел до граѓаните да не излегуваат од државата доколку ги немаат променето патните исправи со уставното име. Ги замолуваме граѓаните со стари патни исправи воопшто да не се обидуваат да излезат од нашата држава, затоа што тоа нема да биде возможно. Граѓаните со двојно државјанство ќе можат непречено да ги користат патните исправи од другата држава. Исто така потенцираме дека било кој граѓанин на Република Северна Македонија кој ќе дојде на граничен премин за влез во нашата држава ќе биде примен без оглед на тоа со каква патна исправа доаѓа. Стои во соопштението на Министерството за внатрешни работи. По работа или до Солунскиот аеродром. Ова беа одговорите на македонските граѓани кои напуштија државата, ги анкетиравме на граничниот премин Богородице на македонско-грчката граница. Станува збор за граѓани кои веќе ги имаат променето патните исправи со новото уставно име. Па, од кога ми истекоа, мене ми се погоди да ми истечат од лани. Со нови значи идете? Да. Да, променени ми се сите на мене. Сите, па имат два месеци, јас сум шофер и затоа можеше да ги променам. Отим ти не може да додам нагоре. Ни Грција, ни Германија, Чешка, Словачка, наки. Променени се сите, се нови. Да живее Република Македонија. Не сум ги променил. А ги планирате да промените од вечер, има нови правила? Па ако има по сила на закон, ќе ти променим, инаку доброволно од срце не. Граѓаните кои се затекнати во странство со стари патни исправи треба да се обратат до дипломатско-конзуларните представништва и да извадат патен лист кој чини околу 30 евра, за да дојдат во државата, а на македонската граница може да влезат со стари патни исправи.